Здраво живо, емисијата Куманово, број 230. Денес имamo едно стварно интересантно соговорника, али на почеток би се каја да поделам неколку информации со вас. Прва и најважна информација свакако е дека Куманово и Чајетина на 30 јуни ќе подпише меморандум за соработку, а после кратко време официјално овие две општини ќе се збратимију. Значи Куманово, Чајетина, Златибор, Сирогојно и други места кои гравитираат према Чајетино. Ете моја иницијатива да даде резултат. Наш градоначелник Максим Димитриевски и председник на општина на Чајетино Милан Стаматовиќ го прифатива во идеја и официјално овие две општини ќе бидат збратимени. Ја честитам од срце и надам се дека оваа соработка ќе биде у наредни години на још повисоко ниво, ќе се подлабочи у интерес на два града. На почеток да ги поздравиме и наши два спонзора. Прв спонзор, знаете, е туристичка организација Златибор, која неколку месеци го поддржува нашу емисију, дава поддршку. Они направија еден хуман гест пред неколку неделе. Официјално кажамо дека сега не 50, него 60 деца тешко повредени почени ќе иде на опоравак на Златибор и тој ќе се деси најверојатно у септембар, али у наредни емисии ќе ви информирам детајно за датум. Друг наш спонзор од пред неколку недели, поточно од претпрошла неделю, е чувени светски фитотерапеут Милета Мануеловиќ, човек кој излечија многу луѓе не само овдека на овие простори, него и свет, од карцином, од аутоимуни болести и од други тешки и комплицирани заболувања. Милета Мануеловиќ има лепезу на препарати кои се многу ефикасни, докажани у светски рамки, а ја кажа и у прошла емисија, ја се ќе кажу, он е предложен за Нобелову награду за медицину, сред дали ќе го добие, тоа што ние да видим. Во овоја емисија ја ќе споделу два едни фантастични препарати. Овој прв препарат ја прво ќе прочитам, тоа е Пробиохерб, билна мешавина за лечење стомашних тегоба и побоljšање пробави за диареја и нормална пробава, безгасова, против упале цревног тракта, содржавање цревне флоре, за разни инфекции, за упале, за повреда, након узимање тешки хране, детоксикација дигестивног система. Значи, овој препарат се вика Пробиохерб, еве камера ќе го забележи, неверојатно добар. Ова е прилike ќе се трајање околу 20 дена, може да ga пиете слободно и резултати ќе има свакако. Друг препарат е овој препарат на професора Мануеловиќа, му е многу тражен, многу ценет и дава изузетни резултати. Зашто се работи? Ово е нон-бак. Што значи нон-бак? Не без бактерија. Значи билна мешавина против сви врсти на бактерија. Ешерихија, кандида, хелиобактерија, пневмокока, стафилокока, степкокока, енхилококус, костридија, остеомиелитис и друго. Знаеме дека во организмот каде имаме бактерија, дефинитивно здравје е нарушено, организам е слаб и не може да се бори против инфекција. Овој препарат докажено с едну овој максимум две, се бактерии организам ги отстранува и човекот почине да функционира нормално. И на брзину овие три книги што ги напишаа професор Милета Мануеловиќ. Прва книга не да Божја војна никога да му треба, али ете човек ја напишае како победити рак или модерно што го вика доктори карцином. Друга книга, ово е Библија здравје. Ово е како у домаќи услови да си правите препарати кои ќе го заштити ваше здравје. Исто ово е дело на професора Милета Мануеловиќа. Ту имате многу рецептури за домаќи услови. И трета книга, Народна медицина, исто корисна книга. Ту има нешто пишува и на основу на крвни групи како да се раните и тоа е. Postoji mesto gde se tradicija čuva. Ovde svi mirisi, ukusi i slike podsjećaju na davna vremena iz priča naših roditelja. To je mesto na kome se budućnost stvara pred našim očima, ne prestaje da niče i da se menja. Mesto koje ide u korak sa vremenom,
dok priroda ostaje netaknuta, čuvajući one vrednosti koje ga čine posebnim. To je mesto gde telo i postižu harmoniju, gde možete da se posvetite sebi i nađete unutrašnji mir. A svaki pedalj puta vodi do novih doživljaja i avantura. Ovde svako može da nađe svoj kutak, bez obzira da li je to urbana svakodnevica. Ili pogled na nepregledno zelenilo, šume, pašnjake i netaknutu prirodu koja zove na istraživanje. Ovo je mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Na kojoj god da ste strani, uvek ćete biti na korak od onoga što vam treba. I još bliže onima koje volite, okupljeni u zajedničkim trenucima koji se pamte zauvek. Dobrodošli na mesto na kome se stvaraju nove uspomene. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Како што ви кажа, Стар Кумановаc, позната личност од град Куманово, а наши вас гост, у нареден сат и нешто повише можда, е момчило Петушевски Штука. Момбе, здраво живо, фала што дојде во емисију и надамо се дека ќе има што да каже за твој живот. Баш ми е мило што доаѓам во вашу емисију и сакам да кажу дека ми смо стари кумановци, многу одамна дојдени и тако и да можда ви презентирам со слике од Старо Куманово и можда ви кажу за мој живот. Ево кој се момент да почнеме од почеток. Имаш интересантен надимак Штука. Од кај тој постои? Па, Штука постои още од прадедо ми, тоа е, и не знам по кој, како е дошло и што е дошло, али останато е од колено на колено и сега продолжава исто и наши унуци. Од нашу крв, они исто продолжава. Како се викае твој прадедо? Прадедо се викае Саве. Саве. Да, прадедо и бие у Америку и после Америку кад ја дошја, населени смо, куќу имамо тамо на Горички Сока, која данаска е под општину и тој се собирав резервни полицајци и резервни старешини. И уште постои и ја нон-стоп и тамо ја идам. Еве, почеток ќе ни кажеш, ти каде си тачно роден како дете? Ти си роден 45 година? Да, 45 година, јас сам родена тачно у овој зграду, дедо ми што го е првија, викала се Србија кафана, а не Солом кафана. Србија се вика? Да, Србија кафана. И туја татко ми одрасна, и он е роден туја, јас сам, браќа, сестри, сви смо туја родени. А колку сте биле деца у фамилију? 5 деца. Ти си најстар или? Не, брат ми Боѓе е најстар, па е брат ми Аце, па сестра ми Рада, ја и Мира. Рада и Мира су у Австралија. Браќа двојица ми се починати, од браќа само ја остана. Значи Рада и Мира одамна живи во Австралија? Да, одамна, многу одамна живи. Они веќе тамо Мелбурн. од домаќилија више не се враќа одек? Па дојдев на одмор, више тамо куќе имав, фамилије, светај. Ај сега во кој, ти си роден у строг центар на град Куманово, па неколку збора да ни кажеш за твои потомци, конкретно за дедоти. Значи не прадедо, него дедо се, како ти се викае? Дедо ми, он се викае Манас, Манас се викае, и он е исто, после се оцелени смо на Моша Пијаде, сви смо оцелени туја, и тако да он е од нашу куќу, сега овај што е моја куќа,
200 метра pogore. I bije trgovac. Значи он се тргови Da, da, trgovi se zanimava, ima svoji magaze za otkup na žito i drugi rabote tije što su prehrambeni. А идемо се корак напред, твој татко и мајка, како се викале они? Tatko mi je Slavko, majka mi je Stojka. Isto oni su, mislim, majka mi je isto od gradsku familiju. Од која фамилија мајка ти била? Pa, kako da ti kažu, to je familija tatkovo je Donaj, majkavo je Kuzija. I oni su se zanimavali sa zemljodelije. Добро. Zemljodelije su se zanimavali. Sedele su, сега što je Treća Makedonska, tu su sedele. Где тракторско ли тој? Ispod traktorsku. Испод тракторско. Ispod traktorsku, tu su sedele oni. Braća ti od ujka su mi Ljube Barac, Stojanče Barac, Tome Barac, fudbaler. Значи они су ти роѓаци. Pa oni su mi od majku. Da. Od majku su mi oni. Татко ти што е работа, моми мајка ти? Tatko mi je isto, on je работаја прво како стаклар почнае да работи, после ја наследи да работу како стаклар. И кад пропадната и веќе немаше работа стакларска, ја трговију и после отвори отпад. Мајка ти што е работала? Мајка ми е била домаќинка. Значи не е работала нигде. Да, не е работала. Нешто малце е работала у Монопол, али не е многу работала. И се кад се подсетиш окој моме, многу време е прошло, пошто ги памтиш ти твои родители? Еве свак например кажува дека татко и мајка су се бориле стварно да ги изведат деца на пут, исто и твои родители. Мукотрпан бие живот, али они су наоѓале силу, еве, деца да бидат изведени на прав пут, што се вика. Татко ми и мајка ми е била домаќица. Пошто смо биле 5 деца и порано увек се е знало ручак на време, једење на време, све тој. Татко ми е, пошто е бие цел живот е бие приватан и сви смо чекале кога ќе дојде 12 сат, ќе ручамо, ќе онодимо и за свакого се погрижиле. Нема од сви деца, ошколувани смо, сви смо одшколовани, сви смо завршиле по нешто. Браќа ми су биле, брат ми Боѓе е автомеханичар и брат ми Јаце исто, а после тој су работале автобус су возиле, оба двојица, сестри ми, една тај што е у Австралија и една заврши фармацеут, а друга беше шнајдерка, занатлика, ама отидева доста рано у Австралија и тамо су среќно живи. Тамо су станале. Да. Пошто е мајка ти била, еве, пуно што гостува во емисија кажува, моја мајка е добро правила зелјанче, моја мајка е правила добар гра. Свако родител, односно свака мајка е била посветена да направи убаву храну за фамилија. Да. Види, каде нас е било, увек се е знало што ќе се еде преко неделју. Понеделник знало се, вторник, среда, четвртак обавезно имало. Петак е било традиција гра. Обавезно гра петак е бие, обавезно. И биле смо 5 деца и мајка ми увек ќе направи врело да не изеде во еден пут све. Да. А брат ми Боѓе беше он доста за јадење сакаше малце повише и повише да изеде и стави гурман е бие, гурман. Да, гурман и останаја се до крај на живот како гурман. И увек земе стави у каленицу, каленице так су биле да оноди, воду сипе и брго изеде, а ми не може врело да оноди. Така да имале смо среќно детинство, убаво детинство, татко ми е бие увек снаводлив за све, никад не смо трпеле за ништо и така да смо добро живеле. Да. А дали ти е, моме, нека татко ти раскажува, веројатно не бие у рат. Како е било за време на други светски рат? Пошто пуно луѓе кога на дека сведочи, татко ми кажува како е било у рат, дека е било тешко, дека се се бориле и така е. Татко ми е учесник и тој се знае од 42. Он ја требае 41 да искочи, пошто Тонко Димов му е бија
нераздвоен другар и остали, Микица, Мали, овие сви остали, биле су му другари. И он ја требаја да искочи 41-во, али сви се собрале другари и кажале со вика, ти Славко остани, пошто си способан да дотураш храну, ово и оно. Толку димове погинаја с негови чизме ја погинаја. И татко ми искочи 42 годину у партизани. И бие еден меѓу водејќи тамо бие. Многу способан, многу јак бие. И тако до 45 годину, после работаја уозно работаја. Али кад дошло време, ти за кога си, дали за Титу, дали за Сталина, он ја бие за Сталина и ga тргнав од сви функции и од све што е било. Да, пуно што се викале за Сталина се луѓе за жал биле на Голи оток, што е било неправедно, али такав е бие така систем, режим не бие така. Да. Дали твој татко ти кажуваја некој доходовщина од рад да го памтиш? Некој случај од рад кој ви го раскажуваја на деца, некои борбе евентуално со бугари или нешто? Па сакам да ти кажу, кад е доле каде Свети Николе упаднаја, биле су тамо тие германци. И он сам с митролез ги сви збришаја и све искочија и сви ga многу го поштоја доле тамо Свети. Док е бие жив, увек е бие поштован од тај народ доле. Сега ти си роден 45 годину, тамо кад се завршија рад, кад се ослободила земја. Да. Раснаја си знаем, од тоа време, у тешки услови, било е стварно сиромаштие, ти памтиш дека како дете е било стварно тешко. Па нормално дека е било тешко, али татко ми е бие сновадлив човек. Од сви страни ми никад не смо трпеле за ништо, нити за леп, нити за ова. Овек смо биле, имале сме и едење, и пиење, и све. Ти си раснаја у Мало, куде што е имало доста живо, се кажу, и играли се надвор. Твоја Мала, тега ти кад си раснаја, не е имало многу куќи, веројатно, не е било многу, како да кажу, изградено Куманово. Тоа е збору за 50 години, кад си вие како дете. Да, па дете беше туја, до нас беше туја на кино Козјак, одмah одзад тој гледа смо, тој со ником штире моме ветпар, чеде ветпар, Чавдар, Боце, сви тие, поп добре од туда беше, памтим ги ја многу убаво, али 52 годину ми смо дојдени на Моша Пијаде, тамо прву куќу смо направиле и тако да е била перфектна куќа и дон данаска постои. Така и да имам убаво детинство, немам лошо детинство. До ден да еве Чавдар е жив, ден данаска се сретнуемо, видуемо се.
Чудар генерација или ти извини? Да, генерација. Томе Нисев е постар од нас. Томе Нисев, он многу Донка, сестра моја, со njom смо се играле, туе сви смо и знаемо се. Али, нажал, комај 80% отидемо. Куќа ти е била туја, значи, кој што е градинка подоле, а тој караше тебе, веројатно како деца се играле, туи су биле огромни башче туја. Да, туја су биле све башче, туја нас било, садеше се све, за цело Куманово се туи преранувало. Тие башче имало е, нема што не имало насадено. Така и да, како деца, туја смо брале зелје, овој, оној, играмо се. Топку сте играле, сигурно? Топку имаше туја на место едно, кое ми ga направимо и собира смо се, игра смо топку. Така и да е било све како треба. Како дете туј на Моше Пијалец, кого се највише играе надвор? Деца кои сте биле другарчи? Па, еве, можда ти ги и кажу кои су. Биле су Кире, Боре, ја, Младен, Драги, тако и туј најблиско што смо биле. Боре Јували, извини. Боре Јува беше погоре, он е од Јувини, Јувини презиме. Па свака куќа порано и сваки постар у Куманово вика, ако немаш надимак, ти не си од Куманово. Не можете препознаја Кумановци, например ќе кажеш Владимира, оно ги има 100 души секам. Па да. Надимак треба да имаш и да те луѓе препознаат. Па ова е наш, еве сак прашај моме, има и илјадници моме. Кога ќе кажеш моме штука, знае сви, сви знае. И тако и унуци, никој не ги знае више по имење. И Андрија, и Никола, и овој, они све су штука. Никој не ga вика по име, и мене никој, скоро никој не ме вика штука. Тој ми е веќе како име останало. И викаше, ви сте биле цел дан надвор, тако време било, не имало телефони, не имало компјутери. Саба ја искочиш, ручеш, па надвор, цел дан си бие како што вика. Да, тоа е било нормална ствар, деца како деца. Не смо имале некои забави, играле смо соде, джилик и други работи. Да. И чак што биш и се джитко сте гаѓале. Обовезно. Кој бие од седеше тој каде е изгорено школу Скевра, Ненад Машен беше со джитко. Он нема куде погледне, он обовезно гаѓа. Пумпово така. Тоа е бие страшен. Ми смо гаѓале, али не смо биле. Тоа е било сасем, али он е бие невероватно гаѓање. Кој е бие посток од твои родители, татко или мајка? Дисциплину која тражија повише? Некој вика мајка ми е била попопуслива, некој вика татко ми или обратно. Знало се у куќу каде нас не е имало тамо претензија, реч е реч, не смо имале некои построги работи, увек смо се разбирале, разбирање е имало, татко ми што каже, мајка што каже, ми смо морале да слушамо. Тоа е тој, нема троја. Закон е бил, да. Да. Никој не е смејаја, примерно, татко ми док не дојде да оди да седнемо сам да једеш, као у сваку фамилију порано што е била. Родител се е поштувало се мајка, родител сви. Или ако дојде в гости, нема шансу ти да седиш с гости. Знае се тамо на страну и после тој може да једеш и све. Сега во интересантно,
Порано традиција е било многу кумановски фамилија и ден денеска се почитува. Дали се ваша фамилија имала некој куќну слава? Да, пречиста слава е била. На 4. децембар, ја да ти кажу, слава, тоа е било, кога ќе се почне, 3 дана. Гости мало ли е пуно? Гости нема куде да се седне. И порано свака куќа, ја мислим, доле у подром смо имале бочво вино, и спие се по 100 кила, 200 кила вино. Со скофу не можеш, мимо трчи, донасе со скофе вино, друштва, многу јаки друштва, многу се смешка почува. шала. Да, смешка шала, и порано не су биле како ордевери овај. Знае се, патличанче, пиперче, туршие, и прасе иако има. Моле? И прасечко и јагне. Не, наша е постна слава и тој се... Постна е било. Да, постна слава. И исклучиво 99, никад не смо омрсили и ден денеска ја сечем колач, све тоа, али на тај ден никад не мрсимо. И веројатно риби имало, гра. Све имало, све имало, осим да месо не имало. И ти што кажа, кога ќе дојде в гости да седнем, ви деца, нема седнување, ви чекате на страну. Не. Ако се ослободи место, добро, ако не. Не, нема седнување. Ни родител, ни мајка мој не седнуе. Увек су биле служив, гости се служив, све се онадуе. И сестра ме постара Рада, она служи, онадуе. И тако да нема шанса ти да седнеш у трпезу, так тој време гости кад им. Тоа не е дозволено. Од куртоазију тоа е, од куртоазију, не е, тој тако е било веќе. Убава традиција е било тој славе кога се правиле у Куманово. Ја, колку сам емисија направија, нема Кумановаc кој не е славија слава куќно. Тоа е било, да кажу, едно задовојство за луѓе у тој период, у тој време. Па види што многу се е порано слава, на славу се види с пријатели, с другари, комшије, онако немаш, например, нека време немаш кој на работа, али обавезно е било на славу, може да се доваѓале и по 200 души се доваѓале. Да. 3 дана се е славило, не еден дан. Што се пило? Ти кажа највише вино се пило и ракија или пиво? Вино, ракија, пиво, многу слабо се е пило, така, многу слабо, али вино и ракија се е пило. Тоа е било пиење. Тако е било време. Кои су ти биле први комшија кога си дошел дека не може пијаде куќа до куќа една до друго? Па еве ја ви кажа кои су овој сега еве поп добре е бија. До нас е бија ајде преска ги кажа Чедо Вепар, Моме Вепар, поп добре. Он е бија тој одма до нас, подале беше Боре, Нисеви, тоа е Томе Нисев, овие. Томе Нисев, он сега другаде живи Томе. Томе Нисев, он сега... Там куде старо црква негде седи. Да, па тамо е, сега негде у Будву тамо од селен са жена, беше купија на време. Тој и тако, негов татко, мој татко, Чавдареви, тој смо биле све е било тој нон-стоп. Да кажемо дека Томе Нисев бил изварен рукометар. Да, и керка му исто така. Елена, она у Немачко е, и он е бил исто добар играч. Да. Исто туја многу су се склопиле убави моменти на генерација и генерација, али највише су стекнувале моменти убави кога се пошел во основна школа. Момчило, куде е учија основна школа? Јас сам учија у браќа Миладеновци, Тана Велјанова ми е била учителка. Како се викала? Тана Велјанова. Она Кумановка ли е била? Да, Кумановка. Татко сега што е супер фурња, тоа е татко го е држаја. Тоа е Оливер Синчево. Оливер во е син, значи. Да, син во е, она дубоко старост доживе и многу сам го поштуваја и после тој доста сам она се оцели од Макарши џамију туе. Тој живе доста време со Скерково
И па не знам 93-4 години доживеа она, али увек сам ишao да го посетим затоа што ми е дала основу за образование и многу сам го поштуваа и она ме е многу сакала. Бие И сам увек си пргав. помогае, ако си требало нешто да го помогнеш. Све што е требало, све што е требало. Јас сам исто тако по душу, сакам да помогну, на кога може увек помагам. Кад се вратиш, моме, еве, она ти учила од прво до четврто одделение како учител. Да. Што е кога ним било препознатливо како педагог, еве, кога е твој учител? Па кога мој учителко, педагог, добар, добар, увек не е саветувала да биднемо паметни, да биднемо дисциплиновани, да слушамо родители, да не биднемо основу, да не. Основу не е дала многу голему основу и тако и да јас сум увек захвалан што не учила. Кои се ти биле школски другари кад си учио основна школа? Памтиш ли некој? Па памту, како не ги памту ги сви у основну школу, па све су биле они и после тој Миле Поповски, што беше председател на суд, Зоран Додевски, исто судија, Кирил Тасевски, инженер. А, у Шамници е што е книговоѓа. Да, се книговоѓа. Да, Кире. Да, Стојче Стојановски исто, он е инженер. Ајде, обвинител овај Осак, нон-стоп ми е на јазик ми е. Он е исто жив е и оште е жив. Седи куде стару цркву, тој е доле. Ајде, не. А од пето до осмо одделение, кој ти вие класа? Борче беше, сега вика. Борче Поликовна, легенда. Да, Поликовна, он е легенда бие. Он беше многу интересантен професор и на мене ми продаваја ликовно. Да, ликовно. Насковски Ѓорги, Љубица, назолета жена, ајде сега, Душица Максимовска. Да. Да, они су ми биле, да, онаде, тако и да... Бие сам добар ученик, а тој може да ви кажу дека добар ученик сам бие добар овој. И доста... А физичко ти е предаваја дале или не? Оцко ми предаваше. Чувени Јордан Сливовски Оцко. Да, Оцко. Дале не е, они беа колеги. Он беше у Крсте, да. Да, у Крсте ми сирко, а Оцко беше овај. Оцко е вие вика многу такој увек е држија дисциплину. Да, али духован е бие, с крстолога, они нон-стоп сам ги слушае, мајтап прави сва еден на другога и тако да, али бие... Правичен професор е бие. Да. Тржило се вежба, што е било добро за генерација. А ви сте веројатно физичко вежбање на отворено, так не е имало сала, не е имало... Не. Све на отворено. Све е на отворено и тако да. А кад завршиш основну школа, после се запишува средњу? Да, у средњу. Куде се запишае? Па пошто од идеја да со татка ми да работам и так смо како чирак мора и да учиш. И заврши се у Нација Буѓони и заврши средње образование. И Нација Буѓони у тоа време е било, добро, после гимназија најболја школа, Да. реално, али у техничку су имале плејада на добри професори. Кој ви е бија класен у техничка? У техничком беше ни класна Милева. Милева не беше, професорка беше по математику, да она оди. И тако и да... Кои се биле други професори? Тега веројатно Пенка е предавала македонски. Да, она не Овој по Микич предаваја ли ти? Да. По физику те Ранко е предаваја или не, на тебе Ранко не ти е предаваја? Не, на мене не ми е предаваја. Не знам. По физичко знам дека е бие овој на момента татко од Велешанац овој.
Како му беше име се? Треба да и забравиње више, во време Што може да не кажеш моме за техничку школа? И таму е било строго, тражило се знање. Знање се е тражило, фала Богу, било е добро. Знање. Не сам бија многу заинтересиран да ти кажу. Не ме е влекло Завршиле смо, ишле смо с едно писанку и на крај завршиме да Тоа е. И после на завршување продолжи да работим, тако и тоа е. А кои сте биле другари од средна школа? Па еве ги има тоа, еве ги овој се тега драгите, Ѓоко, Миле Кумита. Еве ги, камера ќе ги покаже. Да. Камерман ќе ги забележи. Кажи ги кој по сруку кој се на сликов дека. Прв е Драги, Миле Кумита, ја и Ѓоко Шије. Што сте биле другари од школа, од средња? Да. Били сте темпераментни, може да кажеме и несташни, Најнесташни што било тоа. Јас сам ги бија главни, кад ќе кажеме не идемо на час, не идемо. И сви, ама сложни смо биле. А сакам да те прашам и мало е еден прекар за вашу фамилија за Штуке. Како да га крсту тој вика Штуке су биле ватрени момци. Не се плашиле, кога сте биле у дуел? Никад. Биле смо неустрашливи. Неустрашливи, сви до еден. Од браќа, кога год да прашаш у Кумано, нема кој не га знае Боѓе Штука, Моме Штука и Јаце што е. Нема кој да не знае. Тоа е... Увек сте биле на страну, да кажу, на правду и ако негде има неправда, пример некога га тепам незаслужено, да кажу, во наводнице, ви увек крипите да га браните човека и едноставно имале сте срце, што вика, за тепање кумановци. Тоа е, баш сакам на овој слику да ти го кажа. Овој? Не, овој слику, овој е на вруќу воду. Чека овај друга, на вруќу Коларевиќ Љубиша, куде е, чека да виду само. Ајде. Само да виду куде е Коларевиќ Љубиша, тамо што чекаме. Од старо слику ќе го најдеш. Овој не е. Еве го. Тоа е, ово е на вруќу воду, до мостоја. Ево, дека, кои се ти овие другари? Да. Веселиле смо се другари и да онаде. До нас бева едни војни лица бева. И бева се напиле се да онодив и тој еден почна да го тепа жену му, да го тепа. И ја ga прашувам, викам, добро бе, многу е лако, викам, ти да тепаш жену. Што не тепаш некога? Мушкарца. Да, мушкарца. И скарамо се, и ја му приду, па га лупну, полуреку га фрлю и извадимо га после, викам, а сак викам, како ти е, викам, на тебе? Арно ли ти е сега? Жену да оставиш да не тепаш и овој ти е прва опомена. По други пут има, викам, право, викам, да фатиш Куманово. Тоа е било. Значи, они су биле многу пијани, се рачкале, што викам. Па, рачкамо, не употребуju силу на некого, него жену своју тепа. Да. Тепа своју жену, го тепа за скоро ништо. Не знам што е било, како е, ама изеде ќутек и смири се. Па тако е. А дека на овој лик е многу познат у Куманово, легенда на армонику, Каро армоникаш. Да, Каро, он е од циганско сокаче. Какав е човек бие Каро? Весел човек, перфектно, боем, тоа е увек задоволство да направи и у кафану, и на страну, тако и да е стварно човек бија и музичар добар музичар да онад. Кој се дека на слику, моме, кажи некога? Сега ќе ти кажу, одма Љупчо, Дачко, Панче, ја, Мико, Коларевиќ Љубиша, ово е после војску, он дојдеме с женом му Верицу, многу блиски, останамо до крај што се вика на негов живот и тако и да пред 5-6 години он почина од срцево удар и тако и да увек смо бишли у Гилане, они се доваѓале, татко негов, мајка негова, сестре и тако смо одржавале блискост, многу голем блискост. Вие служија војско? Прво отиде у Загреб отиде 3 месеца. Кој година е било? 66 година.
66 годину, отиде тамо, 3 месеца, после 3 месеца у Задар ме испратива и тамо до крај на војни рок бија сам, као шофер. Знаемо дека моме у тој време војска е била школа живота, џабе не викав. Војско се научиш на основни радни навики
И ти кога си био војско, тега војни рок веројатно бие 15 месеца. 18. 18. 18 месеца, сви 18 месеца ги отслужи. Ти си бие плавац у војско? Плавац съм бија. И ја отиде тамо с дозволу. Так тој време да отидеш с дозволу, тоа е било по им. И дадеваме автобус 15 месеца возија од Земуник, на аеродром сам бие на Земуник, од Земуник до Задар. И од Задар старешине сам возија. Кажи ми, кад би се го споредува у Задар, куде ти било касено? У центар на овој у Загреб, у центар ли ти е било касено? Не ни е било у центар, Карши беше подалеко малце тамо. Аха. Подалеко. Какъв е бие Загреб тега град? Како... Па Загреб, како да ти кажу, пошто смо биле тамо ми 3 месеца, прв месец дана не су не пуштале нигде да искочимо, да онодимо у касарно е тој све било. После тој искочиш неделјно дали или на 2 неделje, али ја Загреб ga познавам и онакој многу пут сам био. Бие си на утакмици некој? Так тој не сам био, док сам био у Загреб, не сам био на Ово е битно да ни кажеш, кад си био у војско или у Загреб или у Задар, дали имало Кумановци с тебе? Да, беше с мене Денков и Стојан, 525 дана спале смо. Јас спио на горен кревет, не, у Задар. У Задар, аха. Јас спио на горен кревет, он на доле. 525 дана биле смо заедно и другари смо биле од детинство с njega и тамо се деси да бидемо заедно. Много блиски другари останамо и после тој до njegov пред 3 години он почина од корона. Да, и Задар е био така убаво, пошто си бие на море, веројатно се бањале, убаво е било. Па сви плажи ги ја знам. Нема коју плажу да не го знам да оду, пошто старешине кога ќе ги врату назад, ја до јутро са бале сам туја. И Задар ga познавам боле него Куманово. Нема што да работиш и шетај. Да оно. Да. Сега, малку да ни збори за Корзо, моме. У тој време, веројатно, ви сте биле и на игранке, и сте шетале по Корзо. Традиција е било у Куманово да млади скачам у тој време да се дружи и на Корзо да запознавам девојке и да се шетав и да склапам нови другарства и така е. Па видиш што порано е било Корзо. Сегна деца кога ти кажу, викамо тако и тако одиле смо, вика манифестацију ли сте одржавале? За нима е тој веќе чудно, али таму викам, тоа е било убаво, викам, многу, викам, смо се запознавале у тој друштво, дали девојку, ако ти се свиѓа, идеш поза њума, али културно е било све, не е било некое насилничко понашање, да онодиш, све е културно било, ако се свиѓам или свиѓа ми се, дружимо, идемо, тоа е, Корзо е било убава работа. Или игранки се се склапале многу? Игранки, ишле смо и Соколана, ишле смо горе на пожарна тамо што е било. И у Монопол сам ишија исто, имала игранка. На многу места имало игранки. Било е, што да ти кажу, другарство големо е било. И поштовање е било? Да, поштовање, тоа е без далега. Поштовање е било. Нема тоа да, ако нема према некога човека, ако немаш поштовање и он ако нема према тебе, што ќе ти да се дружиш? Да. Тоа е било. Така и да, у тој време биле су доста игранки, искачало се, али знало се на определено време. Веќе 12 сати више готово затворена е свака кафана, свака овој. Имале смо обавезу, знае се јутре дека треба да станеш да работиш. А сега веќе искача у 12 сат, доваѓа у 5 сат сабајле 5. Ја, добро, сваќам и ја, менталитет сасвим друг е и сасвим така бија друг менталитет. Многу големо поштовање смо имале и према родители, и према комшију, и према и према посторога човека. Да, тоа е било обавезно, тоа е поштовање. Или комшика, тој си го сматрале, пушта го со тебе да искача, како сестри сме ги сматрале. Не е било сега да не смееш да пуштиш дете с никога. Не се ни знаем сега. Ми цела мала смо се знали,
kad ќе почнемо од нашу куќу до Народну банку. Нема кога да не се знаемо. И сега овие модерни телефони момент на деца ги направива. Ја викам дека е потреба, меѓутоа ова више би опасна работа. Деца су зависни од телефони, од компјутери, од лаптопови. Па ете, ти што испомна да оноди. Тоа е една голема болест више. Голема болест. И криви се родители. Дете, мало дете, дали 2 години, 3 години, она му даде телефон, да не го узнемирава, да она си сасем друго оно Работи. Или да седнеме у друштво. Јас се најголем противник сам, седне у друштво и почне телефон, почне овој. Па што си доше ти, викам, с мене да седиш? Дали дојде, викам, ти с телефон да гледаш или да разговарамо? Порано не е било, седнемо, кажемо еден друг, шале, ово. А сега, со овие телефони, ма не. Да, и нон-стоп се допишуе, овој ме тражија, овој не мога да му одговору и... Ама тако Што е. викаш, пропадне пријатна дружба, ако се... Не е тој дружба више. Да. Не е тој дружба. Каква дружба, каква е овој? Седне с тебе, кафе ќе пие, И у телефони гледа. И телефони гледа. Ја највише се љутим тој кога седно, викам, ели тргни телефон, стани, што ќе ми тивно? Сега, спомнamo ga твој бечарски живот, редно е да покажеме овие слики, да се види дека тоа време било едно прекрасно, убави дружбе и незаборавно другарство. Ево, ова е прва слика, ти ќе ни кажеш кои се дека. Прв е Боре, он е бија после војно лице. До njega isto Bore, umorno работаја како телефониста. Столе Вук, што ga svi imamo nadimci. Столе Вук, он е у Киров е так бија возач на директори. Ово е јас сам, с цигарета да оноди. Ово е Шаре Флизер, познат у Кумано. До njega колега е исто драги, али он е млад, помлад е бија од njega. И он е флизер, ово е Кире, он е трговац. А Столе, у хотел Куманово, ово е Столе конобар, можда се сеќав, можда не. Оживле? Не може да ти кажу, али конобар е бија извареден. Да. Тоа време традиција е било хотел Куманово, хотел Кристал. Да. Па и Ловац е ишло, и Ловац вика дека се Да, Ловац исто е бија Ловац, Палас е Палас е бија. бија познат под кебапи. Да. И да не го забравимо Црногорца исто. Црногорец е после тој. Црногорец е покасно е Црногорец. Еве 369 другара. Горе кои су? Прв е горе Панче, Цаце, Живко, ја, Џулија, Делчо, Кире, Столевук и Мико. Значи, ова е била твоја екипа куде сте ишле на игранке на Корзо? На све куде бе. Слави игранке, еден куде другога ишле смо на деле и сви родители со не познавале. Значи, така ипак гледа вика с кога ќе се дружиш. Да, тако е било време. Да, не ти дава да онаде. Ово е сега веројатно, дали овој доле е бања? Да, доле у бању, тамо за време на 1. мај, тој смо се собирале. Тоа е било традиција? Традиција од увек е било традиција тамо. Тоа е било место да најдеш е многу тешко. Многу тешко да најдеш место, али ипак смо ми наваѓале место каде да онаде. Да, дека е поголемо друштво, ти ги кажеш кој? Поголемо друштво е тоа. Сега ќе ти кажу, ово е Панче, ово е Мира, ово е Дачко, ово е Столе, Богица, Радица, јас сам тамо легам куде нима и еве куде легам и тој е Драги и Џулија, тој е. Да, еве оваа слика ќе даде право илустрација. Ово е веројатно некоја забава, дали е дочек на Нову годину? Ово е дочек на Нову годину и тоа е дочек у Чик смо го дочекале тој. Горе у фабрику Чик. У фабрику Чик, тамо. Пошто пријатели имаше тамо, тој е, еве тој е. Кој се овдека натаму?
Кажи. Ево да отига. Јас сам, сестра ме Мира, Делчо, моме Чакмак, жена му, Томе, забрави каково име на жена му и Боц. Интересантен надимак Чакмак. Што го кажам у почеток, кумановци су били препознатливи по надимци и тој си останала убава традиција. Да, у Куманово ќе ти даде надимак непогрешив, значи тој непогрешив. Тачно Овај слика е можда 60 години стара. Да, многу стара е тој ми е најстар брат Боѓе, жена му Ружа, Славица, мајка ми, татко ми и ја. Да. Тоа е. Ово е гледа у Кристал или куде е? А ово е у Кристал. Ово е у Кристал. У Кристал е овој. У Кристал увек е било, Екс- пуно е било. Да, Кристал сваку суботу, неделју е било пуно. Имало е музика и тој се е пуно забавни, веќином не е народно, али забавни. Музика е мало ужива. Да, уживо, увек е било уживо. Ово е на споменик многу стара па другарчики. Еве сега и овој некој исто 8 души на стал. Па тоа е у хотел Куманово, тоа е. У хотел Куманово тоа е. Шмид тоа е, Кире, Столевук, Цаце, ја, Дачко, Дуле, Мико, тој сме тоа е. Неразделни другари. Другари од детинство. И тако сме останале до ден данаска, ама штета остана само што се вика Овој Дачко. Овој с гитаро, да ни кажеш кој е лик. Он е с гитару, ајде сега да преска ти га кажа на овој Мио, и после професионален е бија свирее с гитару. Тој е Тоде. Ово е од школу Шмид горе, до njega е Кире, Душко, ја, Цаце и Дачко, тој е. Да. Ево, овој кога сте били на споменик цело На друштво. споменик друштво, тоа е Иште ли бил. сте стално на споменик да шетате? Да, идемо стално, шетале смо. Споменик е бија увек атрактивен да отидеш и да седнеш, многу видиш народ, да. Да, народ да видиш, шетало се, доста се е шетало да онаде. Ево ти е добар другар, ти кажа у Он е у Београд, Београд. у Београд е драги, Флизер е тамо, има своју, на Калиникев пијац има своју радњу има тамо. Доваѓа ли у Куманово? Доваѓа, сак задњи 10 години не е доше, али чуемо се, с njega се чуемо. И деца негови су наставиле, сега работи в Флизери и тако и да чуемо се с njega. Он се моме одамно сели од Куманово? Да, оцели се пред 40 години. Че одамно, да. Да. Ево, А овој тоа е е- горе. Е. Овој кој ти е другар, тоа не Живко Карпо, тој Даде на Живко Карпу, тоја смо се сликале оно деле и тако, само момент да... Да, ово е Дачко с njega. Тако да... сега пред да појдемо на бокс, исто па да кажу за наши подржувачи на емисију, овдека су два препарата на професора Милета Манеловиќ, нон-бактери, значи ја кажа уводен дел, чај кој ги уништuje сви бактерии во организам, многу ефикасно делува, имамо еше денов дека пробиохерб, помага за стомашните гобе, исто извареден производ, и овдека су 3 многу добри книги за здравје на професора Милета Манеловиќа. И уште пут да го споделу с вас информацију, на 30 јуни у Чаетино, општина Куманово, предводен од градоначалника, киде да подпише меморандум за соработку, а после брзо време следуе збратимување на Куманово, општина Чаетина, Златибор, Сирогојне и сви околни места. Ете, моја иницијатива успеа и јас сум многу среќен поради тој, и Куманово во свој случај врти нову страницу у свој развој, нови пријателјства, нови познанства, што е добро за сви граѓани на Куманово. Don't wait for tomorrow.
tomorrow. Live for today. Keep on chasing the sunshine and go out and play. You know, don't wait for tomorrow. Live for today. Just keep on chasing the sunshine and go out and play. Yeah. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Моме да се вратиме на емисију. Твоја од увек голема пасија, голема љубов е бие бокс. Дали тој што си бие како млад човек, ватрен момак што викав, се кај се да идеш у дуели, од спорта боксите највише привлекувае? Да. Како млад, још пуно млад, отиде да тренирам у Соколану. Се тренираше тамо. Тренер беше Драган Каленич, еден изваредни војно лице, капетан беше тај кон почет. И ја многу млад почна да боксирам. И кад почна да боксирам, да одам, со лекарско уверење ја боксира да одам. Биле со ми тага Миче, ја, Пекинац, Милошевиќ, Маневски Цветан, Ристо Газепов, сви тие бемо. И тако и да доста беше ја успешен, многу беше успешен и тај љубов ми остана на мене до ден денеска. Спомнам лига Јагодиќ имаше да. Јагодиќ е после тренер бија. После Калинич. После Калинича Јагодиќ беше и тој е добар тренер бија. Ама после ја отиде у војску и престана више с бокс, пошто приватен татко ми и јас сам работаја, не сам имаја време нити да тренирам, нити имао сам, али љубов си остана. Ај се кажи ни, моме, извини што те прекина, битно да ни кажеш ти кад си тренираја, кои што ти биле у клуб тега врсници, генерација? Па ја ги кажа пред тој. Да, али да ги допунимо још с некој, ако се сеќаш, они викав дека имао некои боксери од Велес или у клуб? Да, или... Садиков беше од Велес, од Садиков тој е бил, у Бантам боксираше. Да, дали од Битола имао или не? Од Битола так немаше. Не. Немаше. Фијат беше од Скопје у Мулу, тага, идеше, Бантам идеше Садиков, натамо. Твој кум на Перу татко, како се викаше он, на Помодоро, на Перу? Да, да, Круме. Круме, он... Да, он е постар од тебе? Да, куде е постар? Да, он е у прву генерација на боксери. Да, прву генерација на боксери. Так беше, сеќам се ја, Муадин беше, Милошевиќ беше на Мирумуш, од Кумано он се ожени, од Белоград он беше, али жена му беше... Војко, твој генерација ли е Војко, Миливој? Војко, да, Пиротјанац. Војко Пиротјанац беше тешкаш, извареден тешкаш. Јовановиќ мислам дека беше. Мислим дека такој беше и да. Он е бие храбар боксер исто. Перфектен боксер е бие, левак и добар боксер е бие. Ви сте тренирале бокс у Соколано. Да. Какви су биле услови тега? Услови, скромни. Добри су биле услови, не купатило не имало нормална ствар. Да, не... Так не имало ни у куќу, не имало купатила да оди. Како што кажа, кога се вратили од војско, ви уклучујте се активно управо да работите во боксите? Не, кад се врати од војско, беше пропаднат више клуб, не постоеше, тако и да, и формирамо го клуб, собрамо се. Ја,
Млекце, знае Млекце, Маневски Цветан, Манойловски Ѓоко, Манойловски Ѓоко, после спомнага Маневски Цветан, Миче Кожа И други луѓе управо кои и се други управо кои беа долноде. А тоа е кој година Тројановски момент е било 66-7, також? Не 69 година. 69. Да, 69 година. И тако има формирамо га клуб, кој клуб почна многу убаво да се развива. И дојдемо веќе кандидати за прву лигу. За прву лигу дојдемо Имале сте успеси. Успеси имаше и тако да створимо изваредну екипу, може да ви кажу кои су биле. Ај кажи кои су ти кад си биете го управо, кои се биле чланови на БК Куманово, на боксерски клуб Куманово, кои се биле чланови? Чланови Боксери. Тројановски Трајче беше, Млекце. Не, зборимо за боксери. За боксери кои су Тега Буздале бие. да, Гиевски Мирко. Мирко Бузле. Да. Качо, Аце. Он беше јоште како омладинец јоште беше. Качо. Па може да ти ги од Скопје. Мамутовски били се. Мамутовски, да, Рамис Он е бил Мамутовски добар беше, боксер, да. он беше у полутешко идеше. Тешко идеше, едно албанче идеше, не може да се сету сега кој е. Тако да, Тренер кој бие на тие Миче Кожа ли е бие? да, Миче Кожа Миче беше, Кожа. Велковски Мирослав беше он тренер, еве га овдека, Еве. с Гиевскога Мирка. Еве, Еве го слика. да. Кумановци ден денеска га памти Миче Кожа како многу добар боксер, а после како добар тренер. Извареден тренер беше, извареден тренер, тако и да он направи перфектну екипу направи и тако и да еве одека овој слику може да ви го Ево, тоа е кажеме. екипа, да ни кажеш кои се овдека, ако знаеш кои се боксери. Како не ги знам, тама ово е Илиевски Ане, Арифов, Слезовиќ, Спиро Делчо, Звонко Ѓоргиев, не може да се сету сега за овога кој беше, дали беше од Пирот, тешкаш, пошто му увек на нас не е фалило. Од Мову до Велтер смо имале изваредни боксери. Од Велтер нагоре имало е проблем. Проблем е имало. Ово е Адем, јас сам туја и тако и да, Да. Имале сте стабилну финансиску ситуација у клуб. перфектна финансиска ситуација, отворимо Томболу. Да, томбола не е овој што играв на Овој апарати. апаратче, да има и тој е у циганско сокаче одма туј беше и од страна не Чик, не Монопол, не Кирофетак, не овие спонзори су биле неверојатно. Неверојатно. Паре имало за све. Еве нова слика. Да, Маневски Цветан е тој, кој Што е да кажеме дека извареден боксер. извареден боксер и као човек и све миран, тих, али и као боксер е бие Вика, извареден. мина тих, али да не го ръснеш. Ако го ръснеш, вика, Тако е. много е такъв е бие Темперамент. бора за правда е бие. Тоа е увек е бие. Да, еве га овој наша легенда. А после освојање на европски шампионат, Аце Руселски, 77 година у Хале, биднуе првак на Европу, а 76 на Олимпијада у Монтреал зима бронзу. да, еве јас сам тамо позади, туја, и тако, и ден денеска стоимо добро, чуемо се, идемо на кафе, пиемо и одржавамо. Колку време сте биле моме у Полски клуб Куманово Садна управо? Колку време сте работале? Па ја да ти кажу, многу време и председател на клуб беше година денали, па што дојде политика умеша се и јас се тргна. Мене не ме интересира политички работи, не су ме интересирале и тако и да
Чим се умеша политика, ја се тргна на страно. Мора да признаемо и да кажемо и покрај други спортови што ги поштуваме и кошарку и рукомет, сви имаат изварени резултати, али некако на поле на бокс Куманово е број 1 спорт. Доказ за тоа су медаја на АЦ-та и на Реджо, олимписка медаја на двојцата и АЦ-ва европска. Да. Така да бокс може да ставимо на пиедестал на спортски дисциплини у Куманово. Да, мора да се стави на порано Куманово не се е знало кој е Куманово. Преко бокс, преко веб, пошто смо путувале, јас сам многу пута бија водја пута, на технику, клуб сам бија, све тој. Појди од овдека, заврши горе до Пулу, заврши у Сплит, кој чуе за у Куманово тамо за Сплит, Војводина, свогде смо ишле, свака неделја се е путувала, Лозница, сви краеви, тако и да Куманово се е дознало преко бокс. И после тој још више, АЦК би на европски првак, Реджо би на Олимпијаду, олимписки медали, и АЦ олимписко сребрена и бронзена медаља. И дочек правило се за сви, извареден дочек се е правил. Фешта е било. Па фешта на народ е имало, можда 10.000 да е имало да се собрало. Тако и да Куманово преко бокс запознало го е цела Југославија. И цела Европа и цел свет. Да. И не смееме да го прескокнеме од твој животен пут. Ти си веројатно цел живот работаја приватно. Да. Немам ни една Државно секунда. не си работаја нигде. Никад не сам работаја. Прва работа приватно што ти е била? Прва работа ми е било татка ми тој што е стаклорезаc сум бија и после тој сам многу работаја. Тако пошто искочи термопан, изопан, да све тие искочива на овај и не е имало стакло толку интерес да оноди. Свака после кој си отвори фирму, он си имаја со стакло снабдување и после тој отвори отпад. И денес, иако моме извини, имаш 80 години, ти još uvek активно работиш, што вика Кумановци не застануваш. Па, видиш што да ти кажу, време, увек сам од дете научило у чаршију со луѓе да седну, да се дружу, да оноду. Ја дома да седу е за мене убиство. Дома, отиду да ручам, да оноду, видим се што е, како е. И Идеш дале. Дале, да. Такав е мој живот научија сам. И Да. Тоа е исто убава работа, затоа што свак контакт доноси на човека нови познанства и нови могуćности за соработку. Тако е. Еве сега, например, на онука отвори тамо фурњу, иду помагам, време да ми пројде. Па да. Боје си активен него дома се што викаш ти. Па да, увек имам некој познатство ново дојде, тако и да мене ми е интересантно тој, а и не ми е тешко, још не ми е тешко, фала Богу не ми е тешко. Тоа е најважно. Да. 70 години боксерски клуб у Куманово, тој си го град памтимо, една незаборавна манифестација, Цецко Лав, домаќин, како увек прав домаќин, дојдева плејада на боксери од бивша Југославија. Да не збориме, бивша Југославија е била број 1, уствари не, меѓу први 3 велесили у бокс у свет. Еве га легендарни Тадија Качар, с вас. Да, тој му давате ви и некој денеска признање. смо многу блиски, чуемо се телефонски и доста сам с ним се работуваја ја и со Слободана и со njega. Kad беше ембарго, испраќаја сам ги тамо железо. По-поштени деца нема да се роди од нима. Ево овој слику ја ги знам, па ќе ги кажу. Да, Реджеп Реджеповски, Мирко Пузовиќ, моме ви, Реджеп Јакупи Качо и Драган Војковиќ. Све боксерски великани. Стварно, кој од кога бољи боксер? Па да, нормална ствар, тој су великани на наш бокс. Сви имав медаља од големи Да. И денеска се чуемо, слушамо се, не е од сега тој Ево пријател. дека исто Зоки Мимозе е туја и други боксери. Да. Тој су, ево Вујковиќ,
Петар Лесов, кој бие шампион, олимписки шампион, светски шампион и балкански шампион многу пута. И Пламен Јанков е туја, тако и да Пламен Јанков единиот кој 2 пута га етепаја Бенеша, голем техничар е бија и овој. Едини боксер кој га етепаја 2 пута Бенеша. Да, ево исто овдека Делчо Спиро га познава, Маце Русевски, ово е Иван Аткинс Да, да. и овој жено плаво не знам кој е. Тоа е жена на кога беше жена тај, не може да се сети да оноду. Ова е водителка наша. Да, Иван Аткинс. Да. Ево исто овдека Цецко Лав, ова е Сви, изваредна екипа на дружбу. тако е. Сви смо биле, туе друштво е било, подсеќамо се на наши стари времења док смо биле и до данаска. Ево јавља се Петар Лесов, овија, сви се јав, Пламен Јанков, сви се јављав, Војковиќ чуju се, Стадија се чуемо и тако и да имамо до данаска добри односи. Моме, каде би подблекле сега црту, според тебе, најбољи боксери у бивши Југославија на сви времења. Кога би сте вие? Еве кажи ни тројца, по твој проценку, најбољи боксери од екс Југославија на сви времења. Па јас сакам да ти кажу, и Тадија, Слободан, Војковиќ, Бенеш, кој е и у професионализам, и све бија извреден е бија. Мате Парлов да не ја забравим. Нема да забравимо njega ни Мате случајно. Парлов Мате Парлов е бија тих, мирен, човек кој не може да ти кажу колку е била njegova мирноќа. А у ринг е бија страшен боксер, кој стварно е познаваја што е бокс. Све има у njega, и Да, техника, и техника, све. и удараци, и све е имало куде njega. Тако ја на прво место би га ставија Парловога. Тако е. Број 1 ја. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Hvala ti što беше гост, сат и нешто веќе зборимо, кажасте пуно работе. Ја и посекувам успешни пензионерски денови, да бидете дале активни, да се дружите, jer само дружење на човека одржува му го и физичку и менталну снагу. Ти убаво кажа човек ако се затвори дома не ваља. Да, тоа е. Фала многу на вашу емисију. Мило ми е што ме повикасте да покажу еден извареден наш бокс кој е бија у Куманово. И не само у Куманово, но биле прочуени низ целу Југославија. Поздрав и све најубаво. Ова емисија с Нешо го правимо 6 години, продела 230 кумановци. Ми го продолжуваме емисија, ете, убаво се знае историја на град Куманово. Фала ви тишен пуда моме. Толку за денеска, поздрав од ресторан Ексклузив и све најбоље.